Poštovani studentnici, poštovani predstavnici na lokalnog samouprava, ja otvaram 37. sedmica na svojom paučanju bibliografija. Ta ista će se održati poslovnike na naučanju bibliografija. Danas je 26.8.24. godina, počne u 16 časov. I za работа на своето преборен средно дневен ред. Ще почнем с усвояване на записите от държавната 36-та седмица. А за дневен ред предлагам 9 точки. Първа точка – предлог одлука за изменюване и допълнуване на одлуката за държуване на панаджи по град Демократия. Точка број 2. Предлог одлука за продължуване на работното време на гостителски обекти на община Демократия. Точка 3. Предлог одлука за резервирани средства в бюджетът на община Демократия за експроприация на землище за градене на обект, явен интерес и доходно значение. 4. Предлог програма за измена и допълнение на програмата за изработване на урбанистични планове на община Демократия за 2024 година. Точка број 5. Предлог решение за именуване на членове на общинскиот совет за социална защита. Точка број 6. Предлог решение за именуване на решението за именуване на командант за началник и членове на общинския щаб за защита и спасуване. След предлог решение за формиране на комисия за проценка и отговорение на висината на щета настаната от природна непогода град на територията на община. Точка број 8. Предлог решение за донесуване на годишна програма за работа на основното училище Димче Ангелов Габровата Демократия за учебната 24-25 година. И точка број 9. Разгледуване на правилна от физически и правни лица. Дневниот ред го оставам на гласне. Кој за вака предложение? Да, доверете. Јас ако субјект в община Демократија предлагам, сакам и пише нема смисла советнички прашања да се поведат во дневниот ред. Пише обводниот ред за четврток, не знам која седмица, но и една дневен ред не може така не барам од вас. Тоа е ред, јас ви значи јас ја имав иста иницијатива за да има на овој совет свечки прашања, и тоа добив информација од градоначалникот вчера да се чини замина на годишен одмор и заради тоа таа точка на следниот совет ви ветувате дека има советнички прашања. Мислам дека е тоа коректно и дека предлогот е на место. Коректно, благодарам. Така да, овој дневен ред сега го ставам на гласен, кој за рака предложение дневен ред, вед молам на граните рака. Едногласно, 9 гласа за, нема против, нема воздържани. Благодарам. Усвојување на записник во државната 36-та седмица на својот на община Демократија. Дали некој давам расправа по усвојување на записникот, дали некој бара збор по односно записникот во државната 36-та седмица. Пошто некој не бара збор, го заклучувам претресот и го ставам на усвојување на записникот во државната 36-та седмица, која е за головното генерално. Едногласно, 9 гласа за, нема против. Продолжуваме со дневниот ред. Прва точка предлог одлука за именување и допълнување на одлука за одржување на панаџи во град Демократија. Отворам расправа по првата точка. Дали некој бара збор? Поверете. Ако може да се одлука за изменување и допълнување на одлука за одржување на панаџи во град Демократија. Во одлуката за одржување на панаџи во град Демократија по член 2 став 1 на алинеја 1 по зборите по штаб во Демократија се додават зборовите градски прилог, кои што ги го имате во самата одлука. Во член 4 се менува и гласи за крисење на просторот определен во член 2 став 1 алинеја 1 од одлуката. За повторение на урбана околна Тески се наплаќа еднократен надоместок за деновите 27 и 28 во износ од 900 денари. За користење на просторот определен во член 2 став 1 на алинеја 2 од одлуката за повторение на урбана околна Тески се наплаќа еднократен надоместок за деновите
27 и 28 во измисло 600 деневи. Обележувањето и нумерациите на локациите за постојање на урбана околна тезги напата на надомите по став 1 и 2 новични ќе се врши од страна на ЈКП Бошево. На поставот нема да има обележување класично како што се прави до сега, туку има давање на графички прилози на секој кој што ќе сака да поставува тезги на пошталот. Со цел да не се пропасти пошталот. Со обележување. Значи, станува збор за пошталот да ще го написам на овозможување на пошталот да се поставуваат тезги, не секаде, туку на одредени места кај што сметавме дека има простор да се постават тезги. Тоа со цел да се на самиот ден на Панајкот на 28 да има да се подобри амбиентот на самиот пошталот и на самиот град. Бидејќи станува збор за простор кој што во последните години изгледаше празен, што е во денот на Панајкот, бидејќи нема доволно содржини кои што се во функција на самиот пошталот. Ова сметаме дека е добро. И благодарам. Завршите ли? Дали некој да разговор по првата точка, поведете се. Ова точка беше на комисија за организација, мислам дека е главно помнење за прокарување, така да различни беше кажешто за почните канали, точно така беше годината, тоа што тези да се постуваат на места каде што нема точно си за канали, мислам дека е главно помнење. Дали некој друг па разбор? По првата точка. Пошто ни го нема разбор, да заклучувам претресот и првата точка. Предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за одржување на Панајкот во град Димитров и стана на гласа. Кој е за вака предложение? Предлог одлука молам дека едногласно, 9 гласа за подменуваме на втора точка. Предлог одлука за продолжување на работното време на инвеститорски објекти во општина Димитров. Подолно ставите точка. Да, Имате за да се произнесете по односно точка, да, па не, па исто така добра работа е, да. Апсолутно, да. Там сум добра работа со цел се за подобрение на животот и во демократијата. Добре, ево да прашам доколку сачи беше предложена работното време на Да. 2 часа плюс до 3, така. Од 1 до 3. Ке има, значи, Информација дали да прибавя граѓаните на општина Димитров да слушат. 27 и 28, бидејќи ке има и тука гостување од страна на некои групи, така да мислам дека е добро. Дали некој ба разбор по втората точка од дневниот ред, предлог за продолжување на работата време на инвеститорски општина Димитров. Пошто никој нема разбор, да заклучувам претресот и ова точка е стана на гласа. Кој е за ваква предлог одлука молам дека едногласно, 9 гласа за, нема против, нема воздържан. Точка број 3. Предлог одлука за резервирани средства на буџетот на општина Димитров за експропријација на земјиште за градење на објект од јавен интерес од локално значење. Ево можеме да ја регулација. Поверете да сте на текст. Југан, кој ќе се поднесе? Поверете. Значи, во предложението е наведен правниот основ за наследување на предложената одлука и на врз основа на претходно изготвена проектна документација за реконструкција на дел од локален парцел Корешница, село Челевец, се увиде дека дел од површината на трасираната, значи на трасираниот локален пат зафаќа површини кои што се во приватна собственост. Станува збор за 7 физички лица кои што се собственици на недвижност, кој што зафаќа дел од локалниот пат. Инаку вкупната површина според изготвениот геодетски елаборат кој што треба да се експроприра е 839 метри квадратни и според проценката која што е изготвена од Друштво за интелектуални услуги и процени метода Служба Кавадарци, метар квадратен изнесува 370
Купна вредност според површината 839, значи купната висина на средства кои што треба да се исплатат до општина Демеркапија за потполна експроприација на земјиштето е 314.625 денари. Значи со ова ги комплетираме значи документите кои што се потребни за да се достави предлог за експроприација до управа за имотно-правни барања, да го решиме статусот на земјиштето и да имаме можност доколку нели се појави одреден повод да можеме да аплицираме со овој проект. Дали некој бара збор, односно третата точка од дневниот ред предлог одлуката за резервирани средства во буџетот на општина Демеркапија за експроприација на земјиштето правење на објект од јавен интерес се смета на ФАП, кој реши за ученици. Пошто ми финира збор, го заклучувам претесот и ова точка е ставана на гласање. Кој е за вашата предложена предлог одлука, мола да беде рака, едногласно, едногласно, Точка број 4. Предлог програма за измена и допълна на програмата за изработка на урбанистички планови во општина Демеркапија за 2024 година. Помолам предлагачите са позиции. Значи, предлог програма за измена и допълна на програмата за изработка на урбанистички планови во општина Демеркапија за 2024 година. Во глава 5 донесување на урбанистички проекти се додава нова точка која гласи 23 урбанистички проекти за инфраструктура за КП 5599/2 и други КО Демеркапија, општина Демеркапија. Во прилог 2 графички прилог станува збор за просторот кој што сега застануваат автобуси и кој што општина Демеркапија сака тој простор да го уреди, да го поплачи и да постави еден објект кој што ќе биде билетара со чекална и тоалети. Сакаме тој простор да и сега се кој што се користи за како стојалиште да биде даден и уреден. Урбанистичкиот проект границите се во согласност со генералниот план кој што сега е во постапка за донесување и во постапката за генералниот план добиени се мислења од повеќе институции, но ова е последна постапка како урбанистички проект кој што е ова е само старт во неговата изработка и кој што исто така ќе бараме согласност и мислења од сите институции. Доколку бидат позитивни мислењата, ќе пристапиме кон усвојување, значи донесување на решение и понатаму со изготвување на основен проект. Благодарам. Дали некој бара збор, положи си на четвртата точка на дневниот ред. Колега господин Стојан. За кој работи има објективни и субјективни причини. За овој урбанистички проект за инфраструктура на катастрофска дела, јас го верувам дека не е да ми скапен, да не се стои да ми скапи, јас тврдам, не кажам, него тврдам дека не е решение за така да. Прво, имам 5 аспекти кои што ги направим. Загрузување на безбедноста од патен сообраќај, со остава кривиње со 4 улици на раскрсница со неправилност. Тоа од патен сообраќај. Втора, загрозена безбедност од дисконатната мрежа 25 волти, што не да може да се скриме, ќе настане 10 транс, знаете што, ќе ги сврши сите. Контаминација се прави со филми на јарко 15 минути. Тоа таму се види наши сите не стане не да може да се подаме после што се изгласа на седмица на слова. Друг аспект е што ефектот се скрива на таму, станица мислам дека нема да се постигне затоа што и оваква едната, но тоа место ги денска, нити оваква ги израбува. Те да веруват од знаки кои нема да се постигне. Од тоа други локација, аз не знам што се патите за таа локација таму, кога што никакви аспекти не ги задоволува условите за изборка на терени, на станици и така натаму, и се мари за мала површина. Друга работа е тоа, општина Демеркапија требаше да се развива до некоја добра економска развојна општина и така натаму. Значи тоа не се работи за објект на инфраструктура во железница, но се работи не за земјиште, но се работи за објект. Затоа што представува рампа, односно бочна рампа, која што служи за кутове и истоварна вагони. Договорот што даден меѓу инфраструктура и општина Демеркапија гласи дека кога инфраструктура има потреба за употребиствување на
градиха такви обекти, кога в било кој момент може да се некој вагони и да се тоа малки бивши обекти да не. Но ни еден случај, овој урбанистички проект би тврдо дека не е решение и като таков не е. Да не го почеша продължен седмица на това, беше на комисията, на комисията за продължен седмица на това, и това три безбедностни аспекти има и два аспекти, които дали се решат обектите после години потреба железо не знам. До това може да се найдем като документация на достъп до вашата активия. Просто на това подобрих на града се интересирам с повече за латочка и дългите скиците, там така изгледа, аз ги добре ги имам. И да ви там евентуално изгледа на перрони, на чекална, на туалетен човек, така нататък, разширените си гради. Много хора, самата община инвестира в автобуска станция, ако знаем дека во сите други поголеми общини, ние на община не инвестира во изградба на автобуска станция, дека си тоа дава постојано биотошпарност. Имате град Скопје, каде што е огромен град, кој што може за автобуска станция да направи това на ден. Тоа дава нејавно биотошпарност на Рубен Плюс. Имате община Куманово, најголемите общини, каде што е јавно биотошпарност на Рубен Плюс. Не знам зашто е потребно общината да се прави. Това може тоа да се дава јавно биотошпарност за интересираност на едната да биде дека дај да друга и било што се направи добре локации, што најподржани се но тоа моето разбирање е од оглед на стручност и компетентност во тој дел во областта на сообраќај. И ако тоа што прават нешто. Значи, во самата изработка на проектна документација, Општина Бина Капија ангажира приватни фирми, приватни лица, кои што имат вработени експерти со оценци, обрастувања, со обрастување поточно, кои што овие ќе започнат изработка на проектна документација. И овие се должни до секоја институција да поднесат барања за мислење и услови. Секоја институција ќе даде собствено мислење и видување дали согласие с мислење. Овие се должни тоа да го вградат во самиот проект и проектна документација. Доколку значи с некоја институција мисли дека нешто не е во ред или даде негативно мислење, тоаш постапката би се прекинала. Значи ова е само почеток на некоја постапка која што ние не знаеме во имење како ќе се произнесуваат и институциите и дали ќе успеат сето тоа експертите, проектантите да го стават на хартија. Значи ще станува збор само за изработка на проектна документација, не за изградба. Значи за изградба е сосема друга работа. Ова е само изработка на проектна документација, како тој простор да се уреди, да се уреди за река, мислам како простор. Значи, со ова не се гласа за изградба, тука се гласа само за почеток на изработка на проектна документација. Како ќе биде судбината на постапката која што ќе се води, ние не знаеме. Ќе се дознаат кога ќе се добијат мислење или услови дадени од секоја институција. Yes. Затоа што тоа место више гледа да се користи. Останато на регионална автобус, останато на автобуски превоз, а плюс тоа другите градови, што ги спомнат Куманово, Скопје, више имале постоечки објекти, се разбира, предходни времења па се даде да се користување на други неги приватни предпријатија. Така да делумно си во право, меѓу тоа кога више се користи тој простор, мислам дека е подобар бар да биде уреден. Значи, Сега може поновно да се даде. па више спорно е тони дека ќе биде дадено на разгледување, така да ќе си кажат сегментни институции, мислење, така да. Како можеш да Да, поведе. Ние до сега не најдовме соодветна локација која што беше споменувана.
Значи мислехме дека ова локација дека е најсоодветна и што е до самиот центар на град Димитар Капија. И просторот нема да биде затворен со кучки. Значи идејата е просторот да биде отворен, значи сепак, значи отворен. Само објектот кој што е во идеја доколку некој треба да го користи, би се таму да користи. Мислам, тоа е замислата, а како ќе оди постапката, повторно реков, зависи од Да, нашите институции сигурно не дозволни така. Добро. Господин Стојанов? Не, malo така веројатно ова е квалифицирана на работа, значи на која се избира како да ставува избирането на шумска станица зашто не било јавна презентација зашто е требала ова е општината учки средства. Кога биде говорила општина на снега, почела ова нема веза. А ова е тврда дефинија. Ќе кажат се експерти. Да. Затоа што и натаму ќе треба согласно, средна инфраструктура и Јасно го знаеме тоа. И се дека ќе го закочат сега просто се гради целиот одмор. А ја мислам дека треба да му се даде простор на правните лица на институциите. Ова е само почеток, да. Добре. Дали некој друг разговор? И заклучувам претресот по четврта точка предлог програмата за измени и допълнение на програмата за изработка на урбанистички планови во општина Димитар Капија за 2024 година. Доставам на гласа. Кој е за вака предложение в предлог програма, моля да проверите. 5 гласа за, кој е против? 2 гласа против, кој е воздържан? 2 гласа воздържан. И благодарам. Објаваме на пета точка предлог решение за именување на членови на општинскиот совет за социјална заштита. Ви благодарам за това. Отварам расправа по однос на петата точка предлог решение за именување на членови на општинскиот совет за социјална заштита. Ви молам предлагачите стоите. Правна основа за гласуване на предложеното решение е член 22, ставка 1.7 от Закона за локалната самоуправа, според кој општините се надлежни да работат од област на социјалната заштита и заштита на децата. Согласно член 141 на Закона за социјална заштита, за обезбедување на социјалната заштита од општините се основа Општински совет за социјална заштита. Согласно одлуката донесена од Советот на општина Димитар Капија, нашиот орган, односно Совет за социјална заштита, е составен од 7 члена и тоа представуваат се општинската администрација, Центарот за социјална работа, даватели на услуги се Института на детската градинка, установи од областа на образованието, Основното училиште, Агенцијата за вработување и представник од полицијата. Во предлогот имате лицата кои што согласно правилникот се на предник на градоначалникот од општинската администрација, а другите лица се предлози од самите институции. Доколку имате прашање. Отварам расправа по петата точка предлог решение за именување на членови на општинскиот совет за социјална заштита. Јас немам ништо против лицата наvedени, ниту општинска социјална работа, работимо. Не ми е јасно, имаме единствена институција за социјална дејност, социјален статут и да нема ни едно лице од специјален завод за социјална заштита. Значи, согласно одлуката за основање на Општинскиот совет за социјална заштита, таму значи не е наведено дека треба да има представник од ВАК. Добро, тоа е само. Значи, доколку се направи во иднина измена на самата одлука, тогаш би се бирала и лица од таа установа. Тоа ми е само една заметка, зашто не ми е јасно за социјална дејност или е таа институција или е едно лице од таму. Согласно самиот правилник е наведено кои значи се задолжителни, меѓутоа тоа не значи дека не може да се вклучат и други. Видиме доколку се прошири значи бројот, тогаш би вклучили лица од таа установа. Јас тоа би потребна. Добро, во иднина би размислувалете за измена на одлуката. Дали друг разговор? Заклучувам предпосот петата точка предлог решение за именување на членови на општинскиот совет за социјална заштита. Јас не кој за вака предлог решение,
гласа за, няма против, няма въздържали се. Точка брой 6. Предлог решение за именуване на решението за именуване на командант, началник и членове на общинския щаб за защита и спасуване. Формула предлага се. Значи, за ова предлог решение правиме само ажурирање на податоците, односно наместо Андон Крстевски, кој што беше претходно председател на Советот на општина Демеркапија, зборовите се заменуваат со Оливер Негановиќ, сегашниот председател на Советот. Што стана точка? Нешто поведок ми е повторно активно, па не дај Боже да треба да се екипират. Мама не повече почна да ме предошка, сега се сгасиха пожарите, се надяваме да стигне мирно. Дали некој да збор по односно 6 точка? Просто никој нема збор, да започнем предресот или предлог решението за именување на решението за именување на командант, началник и членови на общински щаб за защита и спасување, да ставаме на гласни кој е за предложението. Предлог решение на оваа така. Еден глас, 9 гласа за и Победуваме на 7 точка от дневния ред. Предлог решение за формирање на комисија за процена и утврдување на висината на штета настаната од природна непогода град на територијата на општина Демеркапија. Би додала само дека на 18.8.2024 година дел од земјоделска повишина во 7 места пошта во Бистринци, мислам дека и дел од Корешница, беа запатени од елементарна непогода град и врз основа на тоа се предлага донесување на решение за формирање на комисија за процена и утврдување на висината на штета настаната од природна непогода град на територија на општина Демеркапија, кој што лица треба да испаднат на лице место или утврдат настанатата штета. Имаше соопштение за пријавување на штети објавено на веб страната на општина и овие денови луѓето пријавуваат општината. Отварам расправа по односно предлог решение за именувањето на решението, предлог решение за формирање на комисијата за процена и утврдување на висината на штета настаната од природна непогода град на територијата на општина Демеркапија. Дали некој да спори? Поведете По претходни сознанија, имам сознанија дека е една иста комисија non-stop, а исто така и сознанија од държавите, не сум открила многу неправилности во процената на настанатите штети и според мене предлагам да се измене комисијата за природна непогода. Ова точка беше на комисијата за урбанизам и комисијата за урбанизам одлучи да комисијата за урбанизам состав, односно останала 20 члени се заменува членот Валентина Милева со Солнан Пац. Треба да се гласува одлука за промената на комисијата. По предлогот од страна на граничарот даден поред претходно искуство на претходно наведените лица, значи то сега Костадин само се менувал, Живко секогаш председник од општината и Валентина Недева како агроном. Инаку на местото на Костадин понекогаш бил Трајче, претходно член на Советот на општина. И може би заради тоа се предложено овие лица како лица кои што имаат искуство во оваква комисија. Сега Советот се одлучува секој за. Комисијата зазема став за промена на комисијата. Да огласаме предлог во тој случај. Кој е за промена на комисијата. Тоа да го изгласаме па после ќе го гласуваме. Или тоа е една иста одлука. Тоа е една иста одлука. Како че комисијата го доноси одише своето мислење, така може да се размисли. Персонално, бе треба гласаме персоналната состав на комисијата.
комисијата, па после да И поминуваме. дали мислите дека треба само промената на Валентина со слободен да ја гласите? Да. Како сакате? Дали треба да огласиме тоа? Како па сакате, после како да ќе огласиме се одлучи? или да гласаме директно по однос на предлогот за проценти и покривање на висината. Комисија дојде на одлука за промена, значи вече тоа Известна комисията извърши промена, па много е добро го значи знаме. директно поминуваме на гласање на ако некој друг бара збор, пошто никој не бара збор, го заклучувам претрес и точката 7 предлог решение за формирање на комисија за проценти и покривање на висината на штетата прекратено на повода град на капија да става на гласање кој е за предложено предлог решение. Прво имаме 6 гласа за, кој е против, имаме одржани, 3 тројца воздържани. Благодарам. Точка број 8. Предлог решение за донесување на годишна програма за работа на Општинското основно училиште Дивиче Ангелов Гаджев и Капија за лечението и 25 година. Ја молам да го да се Не, добре. Одморот беше помена, се подготвуваме за почетокот на учебната година и затоа е тука пред вас е годишната програма за работа на училиштето за ова учебна година, односно учебната 24-25 година. Истата оваа годишна програма според законската обврска наставничкиот совет ја донесе на седмицата одржана на 2 јули и потоа помина и на училишен одбор, па ја доставивме до основачко, односно општина Емир Капија. Програмата е прилично обемна и внатре на почеток значи воведот, само накратко ќе резимирам што се содржи истата. Се надевам дека материјалите ви беа навремено доставени, дека имавте можност да ги разгледате. Обштите податоци на училиштето, во кои што се содржат информации за просторот, вработените, опремата со која што располага нашето училиште, подрачјата на промени, приоритети и цели. Потоа следуваат програмите за додатна, дополнителна настава, слободните ученички активности, работата со надарени и талентирани ученици, работа со деца со посебни образовни потреби во наставни активности, училишниот спортски клуб и ученичките надпревари. Потоа следува делот за безбедноста во училиштето, грижа за здравјето на учениците, па професионалниот и кариерниот развој на образовниот и наставен кадар. Соработката со родителите и јавност. Тоа е во главниот дел од програмата. Потоа следуваат прилозите, во кои што се содржани програмата за работа на директорот, програмата за работа на стручната служба, програмите за работа на наставничкиот совет, стручните активи, училишниот одбор, советот на родителите. Потоа програмата за работа на училишниот инклузивен тим, ученичкиот парламент, ученичкиот правобранител. И секако програмите за антикорупцијска едукација, активностите на екоодборот, програмата за меѓуетничка едукација. Значи, главниот дел и прилозите се еден прилично така обемен материјал. Ова програма е прикачена и на веб страната на училиштето. Меѓутоа, вие пак кажам, имавте доволно време да ја разгледате и доколку имате некои прашања, ви стоам на разполагање.
Отпада расправа по осмата точка, предлог решение за донесуване на годишна програма за работа на Общинското училище Гражданите за учителите и вечер. Наличен разговор, прашане за победата. Аз мислам дека предходни разгледани годишни програми за работа на училището некако само казват кои години да се намалят. Те остават. Например, паралелното семейство. Няма нищо различно, няма нещо ново. Семейство, Нещо конкретно кажете, кой дел го само дата и година се Видите, сега не може да видят исти податъците за броят на ученици. Исти са податъците за повторните услуги. Мислам дека доколку наведете конкретно тој дел, ќе отворите програмата од лани. Викам общо, защото програма няма нищо различно се е Сега не може да измислуваме ние. Топла вода има концепт како треба да изгледа програмата и студентите да се Не се включите върхуто. Ако завършите с прашањето, поведете госпожи. Па јас ова не го сватив како прашање, туку како една нелогична констатација, неаргументирана. Значи, друго е да ми посочите прилогот тој и тој, лани бил таков и сега е исти. Я мисля дека не бе побава схватено, разбрана и не може да кажете дека е нелогично, защото јас го зборувам, като съветник и малко като нагледа, защото аз знам, че го зборувам. И прецених общо програмата като да ми е листа, като да няма нищо ново, тук само да се менува дата. Това го кажа како мое мислене. Не сякат никакво кашно да поставя. Некако като мое мислене. Kao konstatacija. Точно. Да, поведете. Цирам на Болешката. Болешки вие програмата предпоставам дека сте ја пратили од веб страна на училиштето, така? Зашто не ве посоветите? Сега ве студента. Прва програма што ви доаѓа до Точно, но ја реков како съзнание, според съзнанията и от предните програми, че сигурно не друго глупости, не сигурно сме виждали. Добро. Само ако може да допълнам, Поведете. например, педагошка евиденция и документация во тој дел. Значи, тоа е исто секоја година, дека прибирање и евалуирање на годишни прибирања се прават во август и септември. Така било лани, така и сега. Значи, тук не може да се менува. Тоа е законски определено со календар кога треба да се прави. Има некои работи кои што се утврдени според календар на активности кои што ние сме задолжени да ги спроведуваме. Тие мора да бидат исти. Меѓутоа, дека има разлика, например, во податоците, бројните податоци на оделенија, значи исто така видот на комбинирање на паралелки се менува согласно тоа како имаме број на деца и нормално како се комбинираат тие од година по година. Тие факти во почетниот дел, значи има промени, меѓутоа податоците просторни услови, имате промени во техничката опрема во училиште. Затоа што минатата година немавме нови компјутери во кабинетот по информатика. Тие не беа вметнати. Сега се вметнати. Се тоа што е ново е вметнати. Тоа што е по закон определено кога и како треба да се случува, останува исто. Поведете. Годишна програма, секој предпријатие треба да има секој да се работи за копи-пейст, па тоа е програма, тоа е копи-пейст, нормално, нафто треба да се сменят податоци за ученици, за наставници, пензии и така нататък. Ние тие датите податоци се колку треба да идут направени, тоа не е спорно. Единствено што пред една година или пред 2 години дека тази програма тоа ще имаше за кулета, за градилиште и така нататък, сега остава ова програма нема. Докаде, тој мене речањето лично докаде, подгреби и така. Конкретно за којната? Да, трпезарија кој нешто ќе беше тоа машина така. Сега излегувам од дневниот ред, ако сака да ми одговорите на прашањето. Па да, поведете. Министерството објави јавен повик во месец април и
и за кантината, и за доградба на училището в Порече. За овие двата беа неуспешни, односно се понештени, бидејќи понудите кои што беа добиени беа далеку повисоки од сумите кои што Министерството ги има предвидено за таа намена. Ние сме во комуникација и со општината, односно со градоначалникот и со Министерството. Баш денес контактирахме со јавни набавки, секторот јавни набавки. Значи, сумата која што има одредено стои, меѓутоа, таа очигледно не е доволна. Така што одлучивме со градоначалникот да поднесеме едно барање, доколку може да кофинансираме ние како училиште и општината, да се објави повторно со тоа што разликата би ја доплатиле ние, односно локалната самоуправа и општината заедно. Доколку одговорот биде негативен, ќе се предвиди во буџетот за 2025 година на локалната самоуправа и на училиште. Тоа е нашиот заеднички став. Се надевам ќе го поддржите. Пошто го нема во програма. Повеќе конкретно на ниво на скоро да се заврши со будете на влади, ја поминавате дека други пат нема ништо. Се заврши. Дали друг желаш да поведете? Тук просто да се надобрзам, Порешите има потреба ученици. Две. Те сега у моментот нема. Како тешкоти? По 2 смени. За да има една смена. Бидејќи само таму имаме постојани. Кабинет недостатъчно современа индустрия. Всички 12 кабинети. Не, значи порано имаше компјутер за секој дете, кој веќе не се во функција. Додека во информатика сега имаме нова опрема, меѓутоа во останатите имаме само по еден PC и лаптоп има наставникот, додека на располагање е дигитална библиотека со 40 таблети. Оние наставници кои што треба да применат ИКТ, информатичка компјутерска технологија, иземат од библиотеката одреден број на таблети, барем по еден на купа, за да можат децата да пребаруваат, бидејќи знаете дека телефоните се за край. Децата не можат, односно учениците, немаат дигитален уред на кој што би требало да пребаруваат. Има такви наставни содржини кои што бараат истражување на нив. Дали друг има прашање или коментар? Односно питањата. Пошто никој друг нема разбор, заклучувам претресот по осмата точка и предлагот решение за гласување на годишна програма за работа на основното општинско основно училиште Личан во България Република за учењето 2024-2025 година. Да ставаме на глас. Кој за вака предложение од пред решение, молам да прене рака. 5 гласа за, кој е против? Нема против, кој е воздржан? 4 гласа воздржани. Благодарам директор. Благодарам, да. Комисиите. Убаво плавен. Речи празници. Продолжаваме на последната точка од дневниот ред за денеска, 9 точка разгледување на барања од физички и правни лица. Денеска имаме две точки, две барања од физички и од правни лица. Првото е за повод за помош од страна на Таството, на млада дама, која што треба да прави хируршки запад во Светија Рилска во Софија, во Бугарија, и самата операција се потребува 7.000 евра. Комисијата, односно со одлуката се помоне со 30.000 денари, која за овака предвидената цена и да се помогне, молам да прене рака. Едногласно, 9 гласа за, нема против, нема поддржани. Това е едниот активни примери на второто барање на страна на правно лице. Всушност се бара еднократна финансиска помош за Сдружение фондации клубови, конкретно станува збор за кајакарски камо клуб Просек од Емир Капија, кој што
кој што организира сега како Богородица на преварување и има барење да се помогне, земавме став да покрине не комплетно, меѓутоа е во солидна сума сметам дека донесе став дека 200.000 денари би полза. Дали сте за која за вака предложената сума да се помогне на ова невладна организација кај Кај просек по овome рака. Едногласно 9 гласа за немате. Поштувани советници, поштувани членови на општинската администрација, поштувани граѓани на општината Деката. Само една мала предлог иницијатива, кога на прошло година само не е може да поставим следните прашања, ајде може да ги кажам следните граѓани кои ги граѓани. Прашањето е да се прави простор тоа е нови страни, те по улица од става нормално. Тоа да вишам како улица да се до коси. Паркинг простор не е овако како што сега ги третирате на овој начин третирате кој ќе се обере 10, а во остало би се обере 20 до 25 производства. Барем да не се надмачи тоа како општината да се искористи референти за кост. Иницијативата треба да организам да се дали на Просторите сепак се планираат согласно туристичките планови и сметам дека треба да се види дали тоа е простор пред. А на посок е дошло кај се обере двојно. Сугестија може да се. Да, ама треба да службите да видат и ако тоа е изводило, би било добро, зашто не? Добро. Јас сакам само да честам историите Тече Божичи. Света Богородица, односно славата на општина Великапија, се желба за добро здравје на сите граѓани на општина Великапија и вам, почитувани светници. Ви благодарам за вашата активност и ви благодарам.